Назад сме повторно во студиото на Алфа телевизија и продолжуваме со нашата емисија, нашата прва тема, да кажеме, прв разговор ова утро. Ке зборуваме за здравата храна, за здравите навики кај децата, кај школските деца, оние кои што сте во основните училишта на возраст од 6 години до 14 години, значи од прво до 9 одделение. Наша и ваша гостинка ова утро е дипломиран нутриционист господја Надица Илиевска од Советовалиштето за здрава храна, нутриционист консалтинг. Господјо Илиевска, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма Добро утро секој утро. Некоја наша тема со гледачите беше за несоницата, за тоа што сонуваме, дали сме ранобудни. Ајде на почеток, пред да зборуваме за здравата храна, дали сте ранобудна? Дали рано станувате? Еве денеска викенд, сабота, јас ви благодарам што станавте рано и сте наша гостинка ова утро. А со тоа и на нашите гледачи, дали сте ранобудна? Па како минуваат годините, да кажеме, станувам порано будна, инаку не спаѓам во групата на луѓе кои што сакаат многу рано да се будат наутро, дури и денес сакам да си поспиете малку, сакам така. наутро да поспијам, од проста причина што некако секогаш некој работи, читање, истражувања, ми се во ноќните часови и тоа некако треба да се смени, но со годините морам да кажам дека станувам порано будна, така да и оние кои што се насекирани дека не стануваат рано, како ќе поминуваат годините, ќе стануваат порано будни. Значи има надеж да станат ранобудни, така. Добро, малку вон темата. Наша тема ова утро е исхраната, правилната исхрана кај децата, кај школските деца. Веднаш за почеток, првото прашање, како да се хранат децата правилно? Па оно што е најинтересно е што основите на здравата исхрана всушност не се менуваат со векови, да не кажеме, од кога постои нутрицијата како наука. Детската исхрана треба да биде доволна и треба да биде разновидна. Денес е доволна, но не е разновидна, односно се повеќе се конзумира многу еднолична исхрана и во семејството како целина, а тоа се пресликува и на децата, што значи дека децата во таа возраст треба да конзумираат речиси се за кое што е понудено, односно го има. Но за жал децата конзумираат 1 до 2, најмногу 3 зеленчуци, обожуваат еден вид на овожје или 2, па тоа се конзумира постојано. Најважно е разновидноста. Зошто разновидноста? Затоа што во тој период, значи веќе, ајде да кажам, младите родители, кога се децата многу мали, до 2, до 3 години, до 4, многу се едуцираат денеска и многу квалитетно ги хранат децата. Но понатаму треба да се продолжи со развивањето на вкусовите. Разновидната храна дава еден развиток на вкусови, палета на вкусови и на тој начин и понатаму во животот ќе останат навиките на конзумирање на различни видови на намирници и некои трендови во исхраната, за жал, се пренесуваат и кај многу малите деца, а тоа не треба да биде така. Кажавте дека се конзумира доволно, ама еднолична храна. Колку е тоа доволно? Доволно, да кажеме, во школската возраст, бидејќи се повеќе за жал сме сведоци за обезност кај децата, кога одат на тие систематски прегледи, нели? Се повеќе деца ни се имаат повисока килажа од онаа што е за нивната возраст. Колку е доволно, колку оброци се доволни во денот кај школските деца? Оно што е интересно е дека обезноста кај децата е алармантна и по светски размери, меѓутоа и кај нас. Но обезноста е нов тип на малнутриција. Токму обезните деца имаат нутритивни, да кажам, неопходности кои што не се задоволени. Многу често кај обезните деца недостасуваат многу круцијални витамини, па често ќе кажем, еве го буцко, но е анемичен и така натаму. Колку е доволно, тоа е пак многу индивидуално. Затоа што не се храни здраво, така? Да. Така.
Затоа што нема нутритивна доволност, односно разноличност на сите витамини, минерали, билни влакна, како само да се задоволуваат макронутриентите. Кај нас се почна да се дели на масти, шекери и протеини. Оние фините содржини на храната фактички ги нема. Што може да се каже? Вооброченоста е најважна. Што значи тоа вооброченост? Па многу малку од нас имаат 3 оброци дневно и 1 до 2 ужини. Ужинки. Значи 5 пати во денот, така. Да, што значи дека ако ние кај децата ја негуваме вооброченоста, ако има појадок, ручек и вечера и 2 ужинки или најмалку 1 ужинка, меѓутоа 2 денешните деца се речиси сите спортуваат, имаат дополнителни активности, тоа би требало да е основата. Значи 3 оброци и 2 ужини и тогаш имаме можност и за разновидност во исхраната и за доволност во исхраната. Ние за жал често имаме отсуство на еден оброк и потоа во вториот дел од денот на дополнување количински, но не за оној оброк што сме го пропуштиле. И тоа се пресликува, и кај децата. Кај школските деца, оние кои што посетуваат целодневна настава, тие се подкрепени со топли оброци и тоа треба да е така. И ако мене лично ме прашувате, јас би рекла сите до 7 до 8 да ги користат кујните кои што ги имаат во училиштата, топлите оброци, затоа што тоа е навистина еден благодет. Меѓутоа, не сите деца посетуваат целодневна настава, па во погорните одделенија воопшто и нема можност таа да им биде понудена. И тука всушност почнуваат да се расипуваат можеби и добрите навики на вооброченост кои што сме ги имале постигнато кај децата. За жал секогаш страда појадокот. Да. Се прескокнува појадокот на сметка на вечерата, така? Да. Многу од вашите колеги, не многу, него сите се сложуваат дека појадокот е најважен. Тој е тој кој што ни дава енергија, впрочем, за целиот ден. Така, во право ли сум? Да, значи појадокот останува најважен. Дури и трендовите во исхрана сега кои што надоаѓаат, само ги менуваат имињата, суштината останува исто, но знаете онаа стара поговорка дека појадокот треба да се изеде сам, ручекот да се подели со пријателот, вечерата да се подари на непријателот. Значи таа суштина е посебно е клучно за децата во раст и во развој да имаат појадок. Нивниот раст и развој е интензивен, најинтензивен во првите 10-11 години. Физички, умствено, во секој поглед. И навистина не може да се бара од децата концентрација наутро на училиште до некој 4, 5, 6 часа, доколку нема појадок. Бидејќи појадокот почнува да откочува низа биохемиски процеси, физиолошки процеси кои што всушност и не припремаат да можеме да учиме, да работиме. Истото важи и за возрастните. Затоа што ние можеме да кажеме дека со појадокот и се будиме. Да. Жвакањето така апсолутно покренува еден цел физиолошки, еден каскада на физиолошки процеси, сигнали до мозокот, да се лачи, да почнува дигестивниот систем да работи, потоа нутриентите да бидат восприемени и затоа со добар појадок ние нема да имаме деца на кои што им се приспива после големиот одмор и кои што немаат концентрација. Истото важи и за нас. Што значи дека доколку има услови, или треба да се појадува дома, или треба да се даде квалитетен појадок на училиште. На училиште да се носи од дома. За жал, ние немаме навика да носиме храна од домашно припремена, од дома, нека биде и најобичен сендвич, направен дома е секогаш поквалитетно, испланирано, од она што може да се купи на брзина и тоа, ако такви навики ние направиме кај децата во раната школска возраст, тоа може да продолжи
и да гарантира планирана и здрава исхрана понатаму. Во текот на целиот живот. Во текот така. на целиот живот, Ете да. така. Значи, здравите навики на исхрана потребни се од најмала возраст. Ние го имаме правиот гостин ова утро, бидејќи вие бевте една од оние луѓе кои што учествуваа во подготвувањето на прирачникот за упатството за за правилникот, да. Така, за правилникот за правилна исхрана во училиштата и во одморалиштата. Сега, колку од овој, што вие како нутриционисти што препорачавте? Каков тип на исхрана? Еве, кажавме и знаеме дека децата кои што се во дневен престој и кои што се во целодневна настава, тие имаат доручек, имаат ручек и ужинка. Што треба да се состои доручекот, од што ручекот и ужинката? Зборуваме додека се во училиште. Значи, она што во тој проект, тоа упатство беше всушност од секогаш постоеле нормативи при одредените институции, колку од дневните потреби треба да бидат задоволени и што треба да има задоволено. Меѓутоа, бидејќи со тек на времето многу работи се менуваат, нормативите исто треба да се освежуваат, така да и последните години тие се освежуваат во однос на воведување на нови намирници, во однос на ревидирање на нормативите, бидејќи тие беа на некој начин, да кажам, застарени нормативи. Всушност, со нормативите и со планирањето, со упатството за користење на правилникот, се сакаше да се даде еден вид на пример, оние кои што се во институциите и треба да бираат оператор на храна или треба да спремаат храна, да имаат нешто со кое што ќе вагаат што се треба да содржи. Инаку нормативи имало од секогаш и ќе има, но тие треба да се ревидираат во однос на потребите. Например, 60-тите години првите нормативи, многу кратко, биле многу повисоки калориски него денешните, затоа што се сметало дека нацијата и децата се неисхранети, слаби. Но денеска го имаме останатиот, па треба да ревидираме во однос на макронутритивниот внес, но да внесеме пак други работи, кои што веќе и научно знаеме дека се корисни. Кај децата, нормативите во оние кои што се во целодневна и во градинка, се тие да задоволуваат најмалку, значи, 1/3 или 1/2 на дневниот нутритивен внес препорачан за возраст. Така е. Значи, тоа треба. Но, треба да се застапени сите макронутриенти. Значи, во детската исхрана и она кога спремаме храна за деца, треба да има се. Значи, треба да разновидност, има како што разновидност. Треба да има, затоа што трендовите, реков, од родителите, па се пренесуваат на децата. Па родителите не конзумираат леп и затоа кај децата не даваат, например, сендвич. Меѓутоа, може да се направи квалитетен сендвич со квалитетен леп, во кој што ќе се стави зеленчук, во кој што ќе се стави она што кај децата треба да се форсира од искуство, се намирници кои што, ајде да кажеме, помалку се користат, а и се по мене, ако јас лично се прашувам, и во општествената исхрана, јас повеќе би ги форсирала. Рибата, ние сме нација која што не јаде риба. Така е. Значи, не мора да се конзумираат најскапите видови на риба, ние имаме и домашни, домашни речни риби, кои што се исто така квалитетни. Рибата треба да биде форсирана. На мени, да кажем. На мени, да треба да биде повеќе. Ние исто така немаме навика на користење на разни видови на млечни производи, освен сирење и кашкавал. Знаете, во пракса, кога ќе прашам дали конзумирате млечни производи, се сведува на млеко, сирење и кашкавал. Меѓутоа, ние имаме урда, значи, постојат млечни намази, јогурти, кисело млеко. Тоа треба многу повеќе да се најде во исхраната кај децата. И кај многу малите деца, кога преоѓаат, значи, се забораваат јатките, многу доцна се внесуваат во исхраната. Прво, не се внесуваат бидејќи се алергени, потоа почнува циклусот на менување на забите, па не можат да се џвакаат убаво. Меѓутоа, веќе кај второ, трето оделение, треба да се инсистира на секојдневен внес на јатки наместо
грицки, што значи дека во училишниот ранец апсолутно може да се стави една шака јатки, неколку суви Наместо урми, чипси или смоки. сува Така. кајсија Да. или нешто такво и некој сендвич кој што ќе биде со квалитетен намаз, кој што ќе има парче зеленчук во себе и тоа е сосема доволно за да го покрие тоа време кое што се децата на училиште. Јас исто така не сум од оние кои што тврдат дека десертите се забранети работа. За мене децата треба да конзумираат се. Меѓутоа десертите да не се сведат само на чоколадо, готови така. и само на Да. чоколадо. Има и здрави десерти. Школските деца веќе треба ние едно време имавме предмет домакинство. Да. И јас мислам дека тоа треба да се сум од таа врати. генерација. Да, треба да се врати. Од проста причина што таа возраст која што ја спомнавме деца, треба да почне да учествува во припремањето на храната. И тука има разни комбинации, денес технолошките процеси се неверојатно, сите имаат дома нешто каде што може со помош на децата да се изблендира, да се смеша. И, например, еден десерт може да биде една бомбица од сецкани мелени урми, сецкани мелени ореви, многу малку какао внатре, што значи дека и тоа е десерт. Ама здрав. Меѓутоа, тој десерт дава енергија, нутритивна густина има и на тој начин, значи, задоволува освен сензорните потреби на децата во раст и развој, задоволува и нутритивни она што им е потреби. потребно. Многу убаво објаснивте, навистина, како треба да изгледа исхрана кај школските деца. Сега едно прашање, колку и како да ги натераме децата да го конзумираат, еве ова што вие го кажавте. Наидуваме и ние како родители многу често на отпор. Еве, знаеме и дома, ќе подготвиме манџичка, ќе подготвиме нешто течно што е здраво, ама тоа и сега наидуваме на отпор, ама тоа не сакам да го јадам, тоа не ми се допаѓа, па ние некако попуштаме, добра, ајде ние возрастните ќе си јадеме, вие за вас нешто друго ќе сготвиме. Како да се натераат младите генерации, еве младиве деца и школски, па и овие што се веќе во средно училиште, како да ги натераме да ја прифатат еве оваа здрава исхрана, а сме го тоа практикувале како мали, меѓутоа некако се изместиле тие моменти кога тргнувале во школа, кога почнувале сами да си купуваат за јадење. Како да ги вратиме повторно на здрава исхрана? Да, тие Малку е тешко, нели? Тие почнуваат свој избори да Свој избор, да, кој што е најчесто нездрав. Меѓутоа, примерот секогаш треба да биде од семејството, од она што се конзумира. Наједноставниот начин е немање на друг избор. Родителите попуштаат со алтернативи. Точно. Јас многу често во пракса имам мајки кои што имаат 4-5 члени семејства и велат дека мора да прават по 3 ручеци за да ги задоволат желбите на секој, на сите. Меѓутоа, доколку нема алтернатива и доколку се инсистира на семејниот ручек и доколку се нема алтернатива друга да се понуди, во било кој смисол, на некој начин децата ќе мора да го конзумираат тоа што го има, она што го има во куќата. Знаете, многу често јас прашувам кога сакаат да кажат дека не треба и не им даваат на децата разни грицки и чипсови и така натаму, обично ги прашувам родителите што конзумираат кога им доаѓаат гости и кога гледаат заедно утакмица или филм. И секогаш го конзумираат тоа на кое што следниот ден на децата ќе им кажат дека не е здраво. Не е здраво, да. Што значи дека лош пример. Да, што значи дека секогаш насоките се даваат од дома. Во семејство каде што не се спрема храната, не може ни да има емпатија спрема тоа што го спремила домакинката. Доколку децата растат во средина каде што се гледа дека родителите вложуваат труд и напор во подготовка на топол оброк, тие развиваат еден вид емпатија дека треба тоа да се конзумира, доколку од тоа се направи, значи, затоа што ние го губиме и поимот семеен ручек, да. Собирање некако цело во семејство. Некако во брзо темпо на живење, да, но тоа останува само за викендите, семеен ручек. Да, но семејниот ручек може да се направи, значи треба да се инсистира на тоа.
И кај оние деца кај кои што се уште можеме да контролираме е да не се даде друга алтернатива. Значи не може да се држат алтернативи во домот кои што и на тој начин всушност на некој, ајде да кажеме, на некој со некој мек притисок покажуваме што е тоа што треба да се јаде. Но за жал ние имаме генерација на деца чии родители не јадат салати, супи домашни. Манџички, така. Значи, Истото се пренесува и кај и децата. тоа исто се пренесува. Значи цврста рака, како што кажавте, така нема попуштање, тоа што е подготвено за ручек, тоа да се конзумирате. Јас сум една од тие која што знае да попушти, знам дека не треба, ама ете, попуштам. Сакам да ве прашам, уште за крај имаме уште некои 2-3 минутки до крајот на разговорот, колку родителите бараат помош од нутриционисти во денешно време за правилна исхрана кај своите деца? Па таа возраст за која што зборуваме, школски деца, во главном е возраст каде што се појавуваат нетолеранциите на храна и генерално во пракса се за таа возраст всушност се бара помош не во однос на начинот на исхрана, туку во однос кога имаат веќе проблем со децата, тоа се сега за жал се почести нетолеранции на храна, па и проблеми со дигестивните системи на рана возраст. Младите родители многу почесто за своите, значи за своите доенчиња до година до 2, таа група родители многу повеќе бара помош и генерално вон присуство на децата, да бидам искрена, бабите се најзагрижени и бабите најмногу бараат помош за промена на навиките на нивните тинејџери. Тие се тие кои што всушност, ајде да кажеме, паметат како некогаш се хранеле и инсистираат и гледаат дека веќе се менуваат. Така да морам да ги поздравам бабите. Тие се оние кои што на некој начин најчесто се обраќаат за помош. Родителите на таа школска возраст, мислам дека во гужвата помеѓу спортските активности, странските јазици и трката со време, и немаат, можеби, на таа возраст, школска возраст, некоја, значи до 10, 11, 12 години, најмалку се бараат совети, но пак затоа ние се трудиме да едуцираме и на некој начин да влијаеме на јавното мислење и на навиките на различни начини. Госпоѓо Илиевска, на вистина ми помина многу брзо еве овој разговор со вас. На вистина преубави совети дадовте до нашите гледачи, до родителите, па и до бабите и дедовците кои што кажавте се едни од можеби најзагрижените. Ви благодарам. Се надавам дека повторно ќе ни бидете гостинка. Претпоставам дека убаво ви беше овдека во нашето друштво. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето.